Здраво на сите, јас сум Драган Стојковски, свирам бас во Last Expedition. Како го замислувате и што може да очекувате од настапот на Скопје Колинг? Скопје Колинг е една извонредна прилика да оваа група повторно се представи пред скопската публика, бидејќи во последниве неколку години веќе имавме доста настапи низ Македонија, но ниту еден настап во Скопје. Факти што не сте ги знаеле за Last Expedition. Има многу факти што јас не ги знам за Last Expedition, бидејќи сум нов во овој бенд. За факти што се да кажеме некој вид пикантери или тајни, сепак ќе треба да ги прашате Енко и Сецко кои се основата и лидерите на овој бенд. Нешто за вашите идни проекти и дали може да очекуваме албум? Да, тоа е идејата со овие нови песни кои излегоа како сингл, тоа се веќе 3 нови песни и една обработка на Шефе која беше голем хит во 90-тите години. Албумот така и го спремаме, песна во песна. Искрено се надеваме дека до крајот на оваа година ќе биде завршен. Здраво, јас сум Перо од Фолтин и ќе одговорам на неколку прашања. Фолтин е на сцената долги години, кое искуство најмногу ве промени, односно порасна како бенд. Еве ќе издвоиме, например, свирење пред странска публика, многу значи за еден бенд да се доживеи, како изгледа да свириш пред некој прв пат што те гледа. Што е следно од Фолтин? Следно од Фолтин е концертот во сабота, мислам дека ќе биде доста забавен. Очекувате нов материјал или нешто такво? Да, има, не е за најава се уште. Факти кои што не сме ги знаеле за Фолтин. Еве, јас се занимавам со трчање и на 27-ми повелете во Битола има една трка трчајбе, ќе трчам. Сигурно не го знаевте овој факт, може да ме гледате. За настапот на Скопје Колинг, како го замислувате, што очекувате со оглед на тоа што се случува во ситуација кога се соочуваме со пандемија? Нема да влие ништо на нас, она што го работиме и што го правиме набина, да бидиме поинаку или повлечени или не знам. Значи, оние сите што не знаат, ќе изгледаме исто така како што изгледаме секогаш и се надевам ќе бидиме уште пожестоки. Одма прашање читам? Не, здраво, јас сум портрет. Здраво, јас сум тој од портрет со портрет прашања. Што следи по Метеори и кога може да го очекуваме новиот албум? Може да го очекуваме новиот албум многу скоро, во блиски иднина никако. За настап од Скопје Колинг и воопшто настап во време на пандемија, што очекувате? Никогаш не идеме на никакви настапи со никакви очекувања, која, не знам, љубов очекуваме, љубов. Факти што не сме ги знаеле за фанк шуи. Стварно ми се укочува мозгот на факти. Факт е дека имаме свирано пред 3 девојчиња на пољана позади Борис Трајковски неодамна. Факт е дека исти имаме пред 3-4 илјади луѓе свирано неодамна. Факт е дека животот не флуктуира како што флуктуира. Како изгледа почетоците на бендот и од каде идејата за името? Идејата за името од клуби на Братварска 1 и 2, не сум сигурен каде. Човек што не е член и не бил дел од бендот никогаш. Како изгледа почетоците? Па секој народен чекор не е почеток. Еден, пошто живееме во Македонија, 2, пошто работиме со музика. Ако не го земеме секој нешто што следи како нешто ново, онда не би било интересно. Јас сум Дарко Поповски, фронтмен на бенд Pluto's Doubts. Од каде идејата за името Pluto's Doubts? Едноставно е, нели? Плутон е најоддалечена планета од Сонцето и апропо тоа неговата гравитација го влече најслабо, така што понекогаш личи како да е дел од сончевиот систем и како да е во траекторија, понекогаш не. Тоа самото по себе го прави doubtful, така да мислам дека тоа doubts е како одбележие на секој млад човек и затоа е валидно во контекст на името на бендот. Кој бил најдобриот коментар за вашата музика? Па не можам да издвојам еден коментар. Мене во главно ми се свијаат коментарите кои упатуваат на континуитет, да речеме со некои други бендови, затоа што сметам дека на нашата сцена ужасно и фали континуитет. Скопје Колинг, што да очекуваме од настапот и што очекувате вие? Скопје Колинг ни е нас враќање дома. Секогаш сме вонредно среќни кога свириме во Скопје и таа некаква си мини турнеја завршува овде во Скопје во сабота. Очекуваме добра свирка, очекуваме да се почитуваат протоколите пред се од страна на публиката, затоа што јавното здравје е секогаш приоритет, меѓутоа ги повикуваме на добра забава и музика и тоа е она што ние може да го гарантираме.